Климатските промени ни ги продолжија сончевите денови, но нивното одбројување започна. За енергетската криза одамна се зборува. Како Македонија се подготви за најавената тешка зима? Поимот тешка зима се поврзува со енергетската криза. Но податоците покажуваат дека енергетската криза всушност повеќе е финансиска, која ги ограничува набавките на енергенси. Високите цени диктираат кој и колку може да купи, а тие во споредба со лани се повисоки за најмалку 10%. Во минатата година цената на електрична енергија на берзите во Европа и на берзата Хупекс, која што е референтна за нашата држава, изнесуваа помеѓу 50 и 60 евра за мегават час. Оваа година зборуваме за цени од 500 евра за мегават час, 600 евра за мегават час, значи 10 пати поскапи цени. Истото се однесува и на природниот газ. Минатата година имавме цени од $230 за нормален метар кубен. Оваа година имаме цени од 2300, 2400, некогаш и $3300 за нормален метар, значи тоа се зголемувања 10-15 пати повисоки и едноставно овие цени се прават сериозни проблеми. Кај нас има два аспекта на пазарот на електрична енергија. Едниот е регулиран, другиот е либерализиран. На регулираниот пазар два пати годишно се одредува цената на електрична енергија за домаќинствата и малите потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач и тоа оваа година беше донесено во јуни. Тоа значи дека до крајот на годината цените се обезбедени. За потоа е неизвестно. На либерализираниот пазар пак, големите индустријски потрошувачи своите потреби ги набавуваат од трговците и набавувачите и таму цените се поврзани со берзите, а берзите се непредвидливи. Во вакви услови, решение за заштита од високите цени е домашното производство. Тоа значи, сите институции во делот на енергетиката ги преземаат своите обврски што им произлегуваат од Законот за енергетика. Во нашиот систем, ЕСМ е задолжен да произведе и набави суровини за електрична енергија. ЕСМ ги прави сите прво технички подготовки, капацитетите кои што ги имаме на располагање за производство на електрична енергија да бидат сигурни и надежни за да може да ја произведат електричната енергија, но исто така и набавките и обезбедувањето на енергенсите, односно ресурсите за производство на електрична енергија. Најголем производител за АДА ЕСМ е комбинатот РЕК Битола. На депонијата на залива има 250.000 тони јаглен, а дополнително се и договорите за 400.000 тони од Албанија и 150.000 тони јаглен од Грција. За РЕК Битола е објавен повик за нови 600.000 тони јаглен. Во РЕК Осломеј, јагленот од една страна доаѓа од домашен капацитет, од Берово, а другите количини досега се набавуваа од Косово. Вкупната количина јаглен што се очекува е 350.000 тони. До крајот на годината со договор со ТЕЦ Неготино обезбедени се и 140.000 тони мазут, кој исто така го користиме за производство на електрична енергија. Тоа е доволно за до нова година, но за да се покрие цела сезона, ЕСМ прави нова набавка. Дали ова се доволни количини за да се покријат потребите и дали се можни рестрикции? Виктор Андонов, советник за енергетика во владата, вели дека бидејќи 30 до 40% од електричната енергија е од увоз, тоа не зависи само од нас, поради што се прават планови за евентуални недостатоци. И сега замислете ако се случи со силите да забранат извоз на електрична енергија. Че во тој случај ќе мораме да преминеме во таа мерка рестрикции на струја. Имаме веќе се разгледуваат планови за можни недостатоци. Како Македонија се најде во ваква состојба? Каде се пропустите? Поранешниот министер за финансии, Джевдет Хајредини, вели дека еден од проблемите е тоа што 3 декади не е вложувано во енергетски објекти. Сега Македонија има вкупно 1500-600 мегавата инсталирана снага, од кои околу 1000 се термоцентрали, а сите хидроцентрали што ги знаеме, тоа околу 500 мегавата. Еден од проблемите со кои се соочува Македонија и ова сегашните одговорни надлежни луѓе за енергетиката е тоа што тие поради тој популизам несреќен
се обидува да ја прикажат состојбата по-добра него што е. А што е најголем проблем? Термоцентралите на Македонија се дотрајани. Тие се во погон повеќе од 40 години и градени. Тие барат крупни инвестиции за генерални реконструкции. И тоа бара многу пари. Фактите велат дека последните 30 години во Македонија се изградени само 2 централи. Бројните хидроцентрали изградени овие години не го решаваат проблемот. А за изградба на нови хидро или термоцентрали потребни се од 5 до 10 години. Сега власта надежта ја гледа во соседите. Сите имаат недостаток на енергија. Затоа се разговара за координирана акција во текот на зимата. Еден дел е во рамките на Отворен Балкан, каде што веќе неколку месеци се разговара за можности за размена на некој тип на енергија во зависност од недостаткот на некоја држава. Ја мислам дека тоа ќе биде добар пример дека треба да функционира регионалната соработка на добро ниво. Но и тука фактите говорат дека овие напори се уште се само на разговори, без конкретни резултати. А сезоната на зголемена потрошувачка на енергија веќе започна. Високата цена на струјата го зададе првиот удар. Фени престана со производството независно не од струјата, него поради цената на струјата. Ако уште неколку такви производни капацитети во Македонија престанат, ние ќе немаме потреба од струја. Jer нема кој да ја троши. Владата со субвенционирање на цената на струјата им помага на домакинствата и индустријата да ги намалат трошоците, што е спротивно на ставот на големите економии, дека цената на струјата не смее да биде цел на социјална политика, бидејќи тоа индиректно го зголемува дефицитот во буџетот. Тој кај нас, според последните информации, е 695 милиони евра.